Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. На двајца поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат куќниот притвор им е заменет со мерка на предпазливост. Таква мерка за прв пат доби еден од повредените, синот на собственикот на дискотеката, кој досега беше во болница. За трагедијата во Кочани досега се осомничени 59 лица. Ојо Кочани бара мерки на предпазливост и за синот на газдата на дискотеката, кој досега беше на болничко лекување, а еден од осомничените во постапката. Оттаму информираат и дека мерката куќен притвор е замената со мерки на предпазливост и за поранешните директори на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и Анета Сименска-Димовска. За екс-директорите замената на мерките е побарана врз основа на проценка на законските основи за обезбедување и фазата на проверки во однос на оваа институција. Освен ова, за прв пат по настанот побарани се мерки на предпазливост за уште едно лице од првата група осомничени, кој досега беше на лекување. Станува збор за лице од дискотеката, а мерките се предложени во согласност со неговата моментална здравствена состојба и потребата од натамошно лекување, информираат од Ојо Кочани. Во ефективен притвор останува екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Неговите претходници Вајон Сарачини и Беким Незири остануваат во домашен притвор. За амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ово министерство, изречени се мерки на предпазливост. Во куќен притвор се и поранешните градоначалници на Кочани Љупчо Папазов, Радко Димитриевски и Николчо Илиев. За пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 62 лица, досега има 59 осомничени. Меѓу нив се и 14 полициски службеници кои се опфатени со посебна истражна постапка која ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Сите добија мерки на предпазливост. На протестен марш за доцната реакција, утре во Кочани по трет пат излегуваат семејствата на настраданите во пожарот, кои на ваков начин бараат правда за најголемата трагедија во поновата историја. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Дали Кочанската трагедија ќе го забрза спојувањето на Центарот за управување со кризи со Дирекцијата за заштита и спасување, беше едно од прашањата за директорот на ЦУК Стојанчо Ангелов, кој гостуваше во Дневникот на Сител. Јас и порано и сега најавувам, но истото го најави и председателот на владата Мицкоски, министерот за внатрешни работи и вице-премиерот Димовски дека се работи на, вие рековте, спојување. Јас би додал на формирање на нова институција која што ќе ги обедини функциите на двете постоечки. Разликата кај новата институција помеѓу двете постоечки е тоа што таа би имала координација и команда. Бидејќи во овој момент ние како ЦУК координираме, но ние не командуваме. Тоа Како значи би се викала таа институција? Па подоцна за тоа ќе зборуваме, веќе има неколку, во суштина ќе ги обединува, еве вака во наводници, како што е сега Центар за управување со кризи, би додале и заштита и спасување, иако Search and Rescue е вообичаено прифатен поим во европските држави или во НАТО земјите, потрага и спасување, но како и да е, во овој момент имаме околу 19 закони во кои што треба да се интервенира и тоа е еден долг процес и тоа е невозможно. Од тие причини е формирана работна група во владата која што предводи вице-премиерот Љупчо Димовски, бидејќи има многу, би рекол, канцелариска работа, каде што треба овие закони да бидат променети. Јас очекувам после локалните избори овој процес да биде заокружен. Кога после локалните избори е прашање, затоа што потребни се неколку месеци. Од денеска почна задолжителното објавување на цените на производите кај маркетите и другите трговски субјекти кои имаат повеќе од 10 вработени. Казните за непочитување на законската обврска достигнува и до 10.000 евра. Најголем дел од маркетите ги објавија ценовниците на своите производи. Граѓаните пред да пазарат ќе можат да ги споредат и да купаат од каде што им е најевтино. Согласно правилникот, сите трговци со над 10 вработени и промет поголем од 50.000 евра годишно мора секојдневно да ги објавуваат цените на веб страниците. Ажурирањето ќе се врши секој ден до 10 часот. Граѓаните задоволни сметат дека со споредување ќе можат значително да се заштедат, но барат да се најде начин и за повозрасната популација која не користи интернет. Како млади луѓе кои што користат интернет на секојдневна основа, мислам дека ќе биде многу корисно, зашто може да направиме споредба на цените и би знаеле каде би можеле да ги имаме најдобрите цени за да можеме да уштедиме. Сега колку ќе биде корисно за постарата генерација на граѓани, не знам. Сам за помладите кои можат да отворат, да, сигурно, ама за постариве и луѓе во години, мислам дека малце тешко. Не би ги отворила. Зошто? Немам време.
треба да се објавуваат, меѓутоа треба и да се намалат, затоа што цените стварно не се високи. Би ги отвориле, би споредувале каде е најефтино? Па да, нормално, како и што правиме и до сега. Нормално, секој гледа поевтино да купи. Пошто цените се различни во различни маркети, мислам. Нормално, да. Од Стопанската комора на трговци на големо и мало побараат дополнителен рок за изработка на веб страниците. Министерот за економија вели дека имале доволно време да го сторат тоа. Наредната недела ќе ги повика на средба, но законот веќе е на сила. Јас стоем на тој став дека законот е донесен од страна на собрание за да биде потранспарентно од страна на маркетите, да има повеќе транспарентност и граѓаните да знаат каде ќе ги трошат своите пари. Ние ќе дадеме наше образложение. Законот не ги опфаќа трговците, малите трговци што имат до 10 вработени. Знаеме дека тие имаат тешкоти за спроведување на овој закон или ова одлука, а поголемите имаме информации дека и имат веб страна, и имат капацитет и може да ја спроведат овој закон. Контролите дали се почитува законот ќе ги прави пазарниот инспекторат. Нивни дежурни екипи веќе се на терен и ги следат маркетите дали цената на веб страната е иста како онаа во самиот трговски објект. План за мониторинг на мерката веќе е направен, а детален извештај дали се почитува и колку ќе соопштат во вторник, велат од пазарна. Но поголем инспектор од граѓанинот нема. Значи, оние ќе ги гледат цените на веб страната и ќе излезат да купуваат. Ако не се исти цените, оние одма ќе го известат Државен пазарен инспекторијат и оние ќе излезат, ќе постапуваат според своите надлежности. Казните за прекршителите се движат до 10.000 евра, но и забрана за работа од 15 дена. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Здруженијето на инженери бара да се отстранат некоректните одредби од предлог Законот за енергетика со кои според нив се овозможува издавање на фактури за потрошена електрична енергија само врз основа на предпоставена, а не реално измерена потрошувачка. Инженерите смета дека на тој начин се озаконува паушално фактурирање кое стана особено проблематично по воведувањето на ценовните блокови за скапата струја. Озаконето фактурирање на сметките за струја без претходно читање на броилата. Владата предлага контроверзни одредби во предлог Законот за енергетика, алармира Здруженијето инженери на Република Македонија. Машинскиот инженер Денис Мустафа Оглу појаснува дека паушално наплаќање на сметките речиси секогаш е на штета на потрошувачите, особено откако беа воведени блоковите. До сега практиката на евна дистрибуција била да на некои места каде што не може да пристапи или не ги нашле членовите на домакинството, тие предвидуваат потрошувачка на струјата и таква ја фактурираат. Меѓутоа, предвидувањето и потоа отчитувањето и нормализирањето на состојбите најчесто неретко доведува во ситуација да се влегува во повисок пресметковен блок или да се биде во повисок пресметковен блок, а потоа со изравнувањето да се влезе во повисок пресметковен блок. Тие разлики фактички доведуваат граѓаните да плаќаат повисоки сметки, а да не ни знаат за тоа. Ова најчесто се случува во зимските месеци кога се воведува нова пресметка на цената на струјата како што беше на крајот на минатата и почетокот на оваа година, кога голем број на граѓани се жалеа дека добивале многу повисоки сметки од вообичаено. Тогаш околу 15.000 домакинства ги обжалија своите сметки, а Ева не изврши корекција на фактурите на околу 15 од 100 од барањата. Инженерите направиле груба пресметка според која домакинствата кои се оштетени, а не поднесуваат жалба, годишно плаќаат околу 8.000 денари повеќе од колку што треба. Ние направивме некаква груба пресметка за тие 15% во случај кога се нарушува со таквото пресметување само во првите два блока, кога се влегува во првиот во вториот и вториот во третиот блок, и на 15% од тие граѓани направивме статистичка грешка, например, некој 10%. И додевме на заклучок дека на годишно ниво таквите аномалии предвидуваат дополнителен приход од 2 милиони евра на ЕВН, приход кој што можеби регулаторна комисија го зема назад и го распределува на сите потрошувачи, меѓутоа поедини потрошувачи се оштетени со таквите пресметки. И мислиме дека тоа е нефер и не е дозволено со европските регулативи. Од Министерството за енергетика се запознаени со реакциите на инженерите, но велат дополнително ќе ги разгледаат. Министерството ги следи сите реакции поврзани со предлог Законот за енергетика. Сите сугестии, вклучително и оние од стручната фела, ќе бидат разгледани во текот на законската процедура, велат од Министерството за енергетика.
Се обидовме да добиеме став и од првиот човек на регулаторната комисија за енергетика. Меѓутоа, Марко Бислимовски ни кажа дека не би коментирал ништо во постапка на менување на правилата. Даниел Василев, Сител телевизија. ВМРО ДПМН и денеска е обвини СДСМ за лажни ветувања дека вметнувањето на бугарите во уставот ќе биде последно барање од Софија. Од опозицијската партија обвинувањата се неосновани. Обврските за Македонија биле јасни и дел од преговарачката рамка. Бугарските барања можеле само да бидат во рамките на процесот. Ветувањата на поранишните челници на СДСМ дека уставните измени се последно барање за интеграциите, лично ги демантираше официјална Софија, тврди владеачката ВМРО ДПМН. Димитар Ковачевски, Бојан Маричик, Бујар Османи 2 години тврдеа дека уставните измени ќе бидат последното барање на Бугарија, иако ВМРО ДПМН предупредуваше дека тоа нема да е случај. СДС лажеше свесно, тоа што сите го знае, на кое предупредувавме, сега го кажа и од самата Бугарија. Министрот за надворешни работи на Бугарија јасно кажа дека уставните измени нема да бидат последното барање. Да не беше ВМРО ДПМН и промислената државничка политика, СДС ќе ја заглаваше државата, стои во партиското соопштение. За СДСМ ваквите обвинувања се неосновани. Велат обврските за Македонија биле јасни и дел од преговарачката рамка. Бугарските барања можеле само да бидат во рамки на процесот. Побараа власта да одговори зошто ништо не спровела од тоа што го ветуваше. Барањата на Бугарија може да бидат во рамки на европскиот процес и во рамки на точно утврдените кластери и барања кои секоја држава ги исполнува. Тие барања ќе бидат во интерес на реформскиот процес, како што сега, например, го прават во Албанија. Тоа што ДПМН и владата предводена од ДПМН и Мицкоски не прават ништо, тоа е нивен проблем и треба да бидат прашани за истото. Наместо да се оправдуваат, треба да кажат зошто ништо не прават. Гаранции нема, но Брисел знаел дека Скопје и Софија ќе имаат договор за бугарското малцинство, изјави еврокомесарката за проширување Марта Кос по посетата на Бугарија. Официјална Софија, иако најави поддршка за интеграциите на Западниот Балкан, повтори дека бугарската позиција била јасна и непроменета. Обврските мора да се исполнат. И шефот на бугарската дипломатија потврди дека уставните измени се првото, но не и последно барање за Македонија на патот кон Европската унија. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Денеска е најтажниот ден во христијанството, Велики петок, а Охрид по обичај исполнет за великденските празници. Црквите се преполни со верници како домашни, така и странци. Голема посетеност во храмовите се очекува да има и во текот на утрешниот ден, кога на полнок ќе биде објавена радосната вест за воскресението Христово. Балканскиот Ерусалим во очекување на големиот верски празник Великден исполнет со гости. Црквите се преполни со верници како домашни, така и од странство, кои денеска на Велики петок, најтажниот ден во христијанството, се поклонуваат и поминуваат под плаштеницата која го символизира Христовиот гроб, поставаат црвени јајца, се молат и палат свеќи за здравје. За овие денови е преполно. Охрид е преполн, верувам дека и секаде низ Македонија се честува. Богослужбите траат постојано утрени, вечерни, се според она што е пропишано од црквата. Секоја година имаме посетеност од странски туристи. Интересен е факт што луѓе од други вероисповести кои го посетуваат Охрид или знаете, актуелно за празниците да има и попусти, па наоѓаат. Дури е забележано големо присуство во црквите и посета, што од радозналост, меѓутоа што од да се види и да се почувствува тој празничен дух. Граѓаните ги посетуваат храмовите и се подготвуваат за свечената трпеза. Одуваме со пост и чекаме нормално причеста и да почнеме со кршење на јајца за многу години. Повезно овдека вечерта сум се до савањето. Секоја година со опцување јајца, со идење в црква. Погача, кифлички, месо јагнешко и друго месо. За Великден е јагнешко. Секој колку е во можностите ќе си купи, колку да касни јагнешко, месвиме козуњаци. За продолжениот празничен викенд најбројни се домашните и гостите од нашето соседство, но не изостануваат ни они од подалечните земји. Гости моментално се грци и евреи кои што се редовни наши гости со чартер летови кои што доаѓаат
Значи не само за Великден, туку се тука во текот на целата 2025. Голема посетеност во храмовите се очекува да има и во текот на утрешниот ден, кога наполно ќе биде објавена радосната вест за Христовото воскресение. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Последните вести се во 23 часот, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.